Со традиционалното рачно зажнејување и обичаите поврзани со жетвата, викендов во Кочани официјално беше означен почетокот на прибирањето на овогодишната реколта на главната земјоделска култура во регионот Оризот. Во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз, на која присуствуваа и премиерот Зоран Заев, представници од државната и локалната власт, гости од збратимените градови и градоначалниците од регионот, првиот сноп го зажнеа најдобрата жетварка Билјана Митрова од Оризари. Со благослов и желба за богат род, ожнеаните количини потоа беа однесени на гумно во дворот на Институтот за Ориз. Таму пред присутните беа представени обичаите за вршидба и прибирање на оризовата арпа. Премиерот Заев нагласи дека поддршката за земјоделството продолжува, а во тие рамки и за оризопроизводителите. Во 2019 година висината на субвенциите по хектар за обработлива земјоделска површина со сертифициран семенски материјал изнесува 25.000 денари, за разлика од лани кога таа изнесуваше 12.000 денари. Тоа е зголемување на повеќе од 100%. Минатата година субвенцијата по хектар за обработлива земјоделска површина со сертифициран семенски материјал за површини од 5 до 50 хектари изнесуваше 14.400 денари. Оваа година дури 30.000 денари. Повторно зголемување за повеќе од 100%. Ако лани субвенциите по хектар за обработлива земјоделска површина беа сертифициран семенски, без сертифициран семенски материјал изнесуваше 6.000 денари. Оваа година таа е зголемена за 3 пати и изнесува дури 18.000 денари. Програмата на манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз продолжи на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугли. Градоначалникот Илиев им ги додели наградите на најдобрата жетворка, најдобриот земјоделски производител и на најхуманиот граѓанин. За најдобра меѓу жетварките беше прогласена Билјана Митрова. Признанието за најуспешен земјоделец годинава му припадна на Ванчо Гицев, а наградата за хуманост пак ја доби Тоше Илиев. Чест ми е и големо задоволство што оваа година ми припадна честа да зажнеам прва оризова жетва. И порачувам на земјоделците од мојата општина да постигнуваат успеси во она што го работат и да не се колебаат да се обидат и тие да ја добијат наградата на најуспешен земјоделец, бидејќи таа навистина представува чест и уважување за секој земјоделец. Благодарам. Се надевам дека помогнав и се надевам исто така имам и желба заедно со ваша помош и понатаму да помагаме на луѓето од нашата општина кои предпоставувам им требаме. Земјоделската традиција е длабоко навлезена во културата и обичаите на кочанчани. Манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз има културни, но и економски пораки, со еден единствен мотив – одржување на сознанието за квалитетот на Кочанскиот Ориз. Има многу сорти, но за подобар не сме слушнале. Во рамки на Деновите на Кочанскиот Ориз беше организирана и изложба на предмети и алати поврзани со оризопроизводството, а беа представени традиционални специјалитети и храна произведени со ориз. Во културно-забавната програма настапија 10 домашни фолклорни ансамбли како и гости од Србија и Словенија.